Почитуван градоначалнику, господине Јанков, почитуван председател на Советот на општина Струмица, господине Матунков, почитуван членови на Советот на општина Струмица, почитувана председателке и членови на Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, почитувани дами и господа, љубители на културните вредности, на карнавалските вредности на нашиот град, добро вечер. Нека ни е со среќа почетокот на уште едни карневалски свечености во нашава Струмица. Нека ни е за многу години Струмичкиот карнавал, нека ни е вековито Струмичкото чудо. Вие веројатно од првиот до последниот овде присутни знаете дека човекот кој ви зборува веќе 2-3 години се има откажано од карнавалот, рече збогум на Струмичкиот карнавал, само физичко збогум, нели, не и духовно. И сега сите вие се прашувате како тоа после 3 децениска верност на човекот кој ви зборува и кога се откажал и сега повторно е овде пред вас. Што бара овде пред вас? Епа, главниот виновник за тоа што сум овде е човекот од мојата лева страна. А зошто е од левата страна? Затоа што на левата страна ми е срцето, а јас до срцето ги чувам пријателите, верните пријатели кои ги имам долги години. А Цветко Багашовски е токму еден од нив. Еден аплауз за него. Здравој! Добро вечер и добредојдовте на јубилејната изложба на Цветко Багашовски, 35 години учество на Струмичкиот карневал. Сега јас сум сега овде да кажам збор два и за Цветко Багашовски, и за неговото дело, за неговите маски. И веднаш морам да потенцирам дека јас и Цветко сме пријатели од далечната 1991 година. Токму во годината кога беше возобновен Струмичкиот карневал или поточно беше возобновена организираната форма на Струмичкиот карневал. Значи стари добри пријатели. И морам нешто да споделам со вас, а тоа е дека најголемиот дел од маските, или ајде дел од маските, нели треба да имаат текстови кои се читаат овде на плоштадот, тие текстови сум ги напишал јас. Прв пат кажувам, еве споделувам со вас. Така ли е, Цветко? Така е. Сега од кај да почнам, не знам. Цветко Багашевски прв пат учествуваше на првиот Струмички карневал со маската Дива Бишка и веднаш остави силен печаток. Од тогаш, па се до последниот карневал, тој од година во година се повеќе напредуваше, се повеќе маски правеше, една, па две, па три, па пет, па 10 и така натаму, и секогаш си ждиеше награди. Верували или не, барем според статистиката на Цветко Багашовски, тој има направено околу 200 маски. Бројка е тоа, да не се жегуваме, тоа е импозантна бројка. А што има направено 200 маски, ама има добиено околу и 200 награди. Според зборовите на Цветко Багашовски, тој само 5-6 маски немаат добиено награди од тие што ги направил. Многу награди се тоа, драги мои, затоа Цветко Багашовски заслужува внимание и почит. Не само од нас струмичани, туку и од цела македонска јавност. Ваквиот труд заслужува аплауз. Сега, навистина, први, втори, трети награди и така натаму, но најмила му е наградата од општина Струмица, која доби пред 20 и кусор години, а тоа е наградата по повод
денот на заштитниците на Струмица Свети 15 Великополски свештеномаченици, за човек кој оставил големи траги за струмичкиот карнавал, единствен во тоа време кој оставил такви траги за развојот на струмичкиот карнавал и воопшто за културата во Струмица. Тоа е тоа. Но не е само таа награда. Тој добил многу други награди и на меѓународни фестивали, на меѓународни карнавали. И тука е и една голема награда. Се разбира, тука си наградите, еве ги овде поставени повеќе медали, па дури и пекар од Асоциацијата на европските карневалски градови ФЕК. Ако ќе ти даде ФЕК медал, значи вредиш, да се разбераме. Сега, знаете ли која му е најголемата награда што Цветко Багашевски ја има добиено во таа 35 годишна карневалска кариера? Ако мислите дека е добиена во Струмица, се лажете. Не. Таа награда ја има добиено, верувале или не, во Прилеп. Сега ќе ви раскажам малку околу тоа. Прилеп немаше карнавал на времето, имаше една традиција, да кажеме, од 100 години, кои ја правеа прилепските мечкари. Тие одеа по куќите во Прилеп, по улиците и со големи стапови чукаа по прозорците и по вратите на прилепчани, тие излегуваа надвор и ги даруваа прилепските мечкари со храна, со подароци, па дури и со пари. И еднаш прилепчани рекоа, ајде доста се само прилепски мечкари, ајде да направиме карневал. Се случи тоа во 1996 година во минатиот век и малку е така за нас струмичани непоимливо, но тие направија карнавал не низ улиците на Прилеп, не на Прилепскиот плоштад, туку во спортската сала во Прилеп. Па дури тоа беше премногу за нив, па мораат да донесат маски од други места. Струмица многу им помогна околу организирањето на карнавалот, тука беа и маски од Верчани и се разбира кој друг може да биде таму, ако не Цветко Багашовски. Сега Цветко, ако не се лажем, една од маските му се викаше двоглаво чудовиште, така. Со таа награда Цветко Багашовски ја освои третата награда. Ама тоа не е се. И знаете ли што доби за таа трета награда? Доби електричен шпоред. Тоа е награда, брат. Електричен шпоред. Ама тоа не е ништо. Цветко Багашовски ја освои и првата награда. Првата награда во Прилеп. Втори беа карнавали од Верчани. Значи Струмица, Верчани и пак Струмица. И првиот и третиот е Цветко Багашевски. Знаете ли што доби за прва награда? Доби, верували или не, автомобил Југо 45. До душа го доби само клучот таа вечер. Се врати со клучот од Југото, ама не и со автомобилот. Помина бајаги време дури да го добие автомобилот, дури трајат некои процедури околу тоа, но сепак Југото пристигна. Еден аплауз молам за Цветко Багашовски, добитникот на Југо 45 во Прилеп. Многу награди, многу убави маски, која од која поубава. И важно е да се каже дека тој маските ги изработуваше пред се од природни материјали. Од материјали кои ги има околу него, околу нас. Во Струмица и надвор од Струмица, по баирот, по шумите и така натаму. Разни рогови, не знам, треви, дрвја, гранки, папрат и така натаму. И само мајстор како Цветко може од тоа да направи убави маски. Сите му се убави маски, но мене, ако ме прашувате мене најубава ми е една маска која е овде на изложбата таму на почетокот од десната страна, свртете се. Таа маска носи наслов
Пенисаурус. Погледнете слободно. Погледнете. Пенисаурус. Колку е убав. Колку е представителен Пенисаурусот. Колку е доминантен, драги мои. Тоа е струмичкиот Пенисаурус на Цветко Багашовски. Кога се појави на струмичкиот карневал, беше тоа чудо, беше тоа експлозија од аплаузи, од смење и така натаму. Јас го водев карневалот, истата таа година директен пренос од карневалот имаше на македонската телевизија. А јас во духот на карневалот давав шеговити коментари и кога дојде Пенисаурусот на ред, јас реков: ете, тоа и треба на Македонија. Таков Пенисаурус и треба на Македонија да воведе ред во нашата држава. Но македонската телевизија баш на тоа го намали гласот. Не знам зошто. Како и да е, не е важно. И тоа не е толку важно, не е толку интересно, колку што е интересно гостувањето на Цветко во Перник во Бугарија. Бевме заедно во Перник и тој се појави со неговиот Пенисаурус. Како да ви доловам, во Перник карневалот трае не 3, 4, 5 часа, како струмичка. Карневалот, кој е всушност фестивал на кукери и сурваркари, трае 2 дена, цели 2 дена. И знаете како изгледа? 2 дена облечени луѓе во кожи, во рогови, со звонци, клопотарци и така натаму, и цело време исто, едноличен карневал, од самиот почеток до самиот крај, 2 дена. И веднаш излегува вистинско освежување. Доаѓа Цветко Багашовски и неговиот Пенисаурус. Знаете ли какви реакции имаше од граѓаните на Перник? Дојде еден човек кај мене, видно луд, целиот црвен во лицето, со рацете од позади и ми вели: какво правите да вие мрсници? Как си позволявате с такви безобразија да идвате у Перник? Јас се обидов да му објаснам дека тоа е современа маска, дека кај нас во Струмици има такви маски и така натаму. Ама беа и другите реакции многу добри, некои се лутеа, некои се смеа, трети аплаудираа, најинтересни беа жените. Жените беа многу интересни, бидејќи температурата во Перник, еве тука е Кире Пиличев, заедно бевме, температурата беше или минус 15-16 или минус 20. Ама кога го видела Пенисаурусот, почнаа да се раскомотуваат, да ти ви кажам право, а оние кои Божем не сакат да ја гледат таа маска, мижеа вака мижеа. Ете, такви реакции може да предизвика кој друг, ако не Цветко Багашовски. Можам уште многу можам да зборувам за него, има многу што да се каже, но само уште ќе кажам дека маските на Цветко Багашовски најдоа место во еден музички спот на една многу позната песна која за малку ќе влезеше во изборот на песна на Евровизија. Тоа е песната Самовилска свадба од Сашо Игов Иш. Таму се појавуваат маските на Цветко Багашовски, па дури и во еден игран филм, македонски игран филм Лазар, исто така се појавуваат маските на Цветко Багашовски. Значи го има по карневалите во земјата, во странство, го има на филмското платно, го има во музички спотови и што друго уште сакаме. Човекот има 67 години, ама се уште е на почетокот на својата карневалска кариера. Тој планира уште 33 до 100, а за понатаму ќе видиме. Еден аплодисмовам за Цветко Багашовски. И нема да зборувам повеќе, че имам дека премногу зборува, само ќе кажам. Овој човек е цветот на Струмичкиот карневал. Ето затоа се вика Цветко. Овој човек на неговите плеки понел голем багаж.
од разни маски, затоа е Багашовски. Нека му е со среќа јубилеот и да му посакаме уште многу јубилеи, да ни е жив и здрав Цветко Багашовски. И сега, кој има збор ако не е словеникот? Цветко, побед. Добро вечер, ви благодарам на сите присутни. Слушате, јас сум Цветко Багашовски, креатор на повеќе маски. Се со тоа го изработувам со задоволство, но меѓу тоа не го изработувам сам, помош на мојата фамилија и ќе продолжиме и се понатаму да работуваме се со голема желба. Ви благодарам. Сега Цветко има едно изненадување, сака да додели 10 благодарници на заслужни луѓе кои му помогнале, не знам, во неговата карневалска кариера. Јас ќе ги читам, а тој ќе ги доделува. Одиме најпрвин со господинот Петар Јанков, градоначалник на општина Струмица. Следната благодарница оди кај Никола Багашовски. Името ми е познато. Следната благодарница нема име и презиме, има само име Графо Сервис.